Таа е дама која ја краси прекрасен глас, но во исто време ја краси една посебно убава енергија и неуморност. На публиката и е позната преку поп песните, фолк песните и како член во хорот во Македонската опера и балет. Серафина Фантоуза е многу повеќе од таа. Таа е дама која што освен музиката е страствен влюбеник и во планините. И бидејќи сум имала неколку пати можност да ја сретнам на планини и да ја слушнам како си пее низ шумите и горите, посакав да ви ја доближам оваа нејзина страст и пред камерата на телевизија Алфа. Серафина, здраво! Здраво, Ирена, и на тебе. И добро утро на сите гледачи на телевизија Алфа, кои моментално се наоѓаат пред ТВ приемите. Сме навикнале да те гледаме на фестивали, на музички емисии, на гостувања на сцената, секако на твојата матична сцена во Македонската опера и балет, во редовната годишна програма, но малкумина имале можност и привилегија да те видат на планина, тоа е само за оние планинарски кругови, каде што исто така знаеш да запееш со твојот раскошен глас и да им ја разубавиш планинарската тура на планинарите. Така е, Ирена, тоа е потврда дека мојата љубов секогаш ја ширам околу себе, а мојата прва љубов е песната, а песната и природата тоа е убав спој и насекаде околу нас можеме да ја прошириме луѓето, да ги направиме радосни и среќни, да ги расположиме на некој начин ако дошле нерасположени тој ден. Колку планината ти дава една слобода, една оддишка на душата во однос на тие сценски настапи, каде што треба да си во центарот на вниманието саме или заедно со своите колеги, а ваму пак можеш да уживаш во зеленилото, во природата, во убавиот воздух. Тоа претпоставувам прави некој еквилибриум, нека рамнотежа во твојот живот. Прави еквилибриум, како што кажуваш ти, рамнотежна ми прави хармонија на моето тело, да бидам сама со себе, да се видам со своите мисли, заложена и сконцентрирана. Природата многу ми помага во тоа, за да бидам сконцентрирана тоа што го правам, да го правам како што треба. Да не ми бега мислата, порано ми бегаше мислата. И кога почнав активно да се бавам со природата, со пешењето, дружењето со природата, тоа ме стабилизира. И тоа имам бенефит од природата, тоа е голем дар што ми го дала природата, да се најдам самата себе и да се спознам која сум, дека тоа што го правам, знам да го правам. Така ги избиструва мислите, а при тоа дава и можност за дружење, за нови пријателства, контакти, но и за една добра физичка, психофизичка, здравствена состојба. Затоа што кога ние жените ќе дојдеме во одредена позрела возраст, знаат во организмот да се чувствуваат одредени тегоби и промени, но токму затоа тука е планинарењето да помогне. Така е, токму затоа природата ни помага многу, бидејќи кога планинариме, ние сме сконцентрирани на нашето дишење, а многу е важно дишењето за животот, за да можеш да продолжиш да живееш нормално, да не ти доаѓаат болести, да не се разболуваш. Најважно е дишењето. А кога си ги идеме чекорите во синхронизација со срцето и стомакот, нели, кога дишиме, кога немаме проблеми во стомакот, немаме тежина, тоа е тоа што сме го добиле, што треба да го имаме. Да. Значи, тоа е тајната што си ти толку неуморна. Настапуваш, пееш, чуваш внуци и наоѓаш време за планина. Така е, многу е важно да знаеш да бидеш сама со себе, да го синхронизираш дишењето и тогаш си постабилизирана и не си многу нервозна. И све ти е смешно околу тебе кога ќе видиш некакви негативни реакции, ти си посмирена и чекаш она да се смири таа ситуација и тогаш делуваш. Така, прави да бидеме и потактични, по-неизбувливи. Серафина, ти имаш пола македонско, пола италијанско потекло. Твојот татко беше првенец во Македонската опера, донесен од операта во Риека своевремено, кога тука кај нас имаше дефицит од оперски пејачи од кадри, и тој беше особено популарен и омилен кај македонската публика. А неговиот талент, до ден денеска го имаш и ти во твоите гени. Навистина, мојот татко дошол на времето со Ловро Матачич, диригентот кој донел странски уметници за подобрување на квалитетот на оперската музика во Македонија. Тогаш кога имало дефицит на пејачи, кога за разлика од тогаш до сега е расадник на пејачи во Македонската опера и балет.
Епа, благодарам на мојот татко што сум го наследила неговиот талент и неговата љубов кон песната. И тој исто така многу сакаше да пее. Но дали е вистина дека како мала не си сакала да бидеш оперска пејачка, кога твојот татко те поттикнувал и ти велел дека треба да бидеш оперска Вистина, јас кој ќе ми каже ти ќе бидеш оперска пејачка, јас плачев. Не сакам да се мислам, многу ме вознемирува високите тонови, како и секој дете, нели, кој ќе слушне појаки звуци, се вознемирува. Меѓутоа, во тоа време растев со најпознатите оперски певици, со прекрасни убави нежни гласови и така ја засакав да пеам, да продолжам со оперското пеење, за кое сум родена да го правам. А како ја засака планината? Од кого поттекна таа љубов? А планината, на прв поглед, кога почнавме да одиме, во ранците, нели, си носевме секој од дома што ќе си направи, што има. Некој ќе си направи пинџурче, некој пита ќе направи, ќе измести кифлици, сиренце, кашкавалче, ракија. И така, највеќе ја засакав тогаш кога ќе се седнеме сите на крај, нели, на финишот, ќе се седнеме, ќе си направиме софра, ќе си замезиме, ќе си пивнеме маце жолта, македонска ракија и ќе завршиме со песна. За тоа ја засакав планината, затоа што ги дружи луѓето. Таа е широка за сите. Така, но и ги спојува генерациите, затоа што таму се дружат буквално сите, и помладите и повозрастните на едно место. Така, има разлика во генерација, меѓутоа кога е тука расположението, убавото друштво и песната, сите сме тука сплотени како еден. Колку наоѓаш време сега, ова лето, да отидеш на планина, затоа што летниот период е посебно убав за да се побегне од градската гужва, од горештините и да се ужива на чисти свеж воздух. Така. Па секогаш еден ден во неделата си го посветувам на себе, за да се испесачам и да се дружам со прекрасни луѓе, со позитивни луѓе, со позитивна енергија. И кај што има сенка сега, нели, планините на Скопска Црна Гора, таму можеме да најдеме на поддебели сенки. Така. Па идеме исто Шишевски манастир горе, ќе се искачиме на Матка. Водно ни е секако. Водно ни е секако тука блиску. Но и другите планини од Македонија, затоа што сум те видела како го искачуваш и врвот на Љуботен, на Шарпланина и разни други тури. Многу пати имаме сретнато така на Љуботен, кај што сме го испешучувале заедно, врвот. Љуботен, Тито врв, така беше, Рамен камен, Бакардан, Горна и Долна Лешница, Голак, така, Клепа, се им понатака. Ги има на вистина. Имаме исто и во Србија, нели, Радан, сега скоро бевме на Радан, на Овчар планина, од Овчара до Каблара, нели, таа песната, Овчар, Каблар, како се, Јастребац, и на Јастребац само бевме, и други. И сега, бидејќи ја спомна и песната покрај планината, овој разговор не може а да не го завршиме со песна. Нешто вака за гледачите на телевизија Алфа да ни отпееш. А нешто како за тебе, Ирена, како наше титовско девојче. Па ќе ја направиме. Распукала шар планина, ајде ми потфати три овчара. Први овчар и се моли, ајде пушти мене, имам жена што ме жали. Втори овчар и се моли, ајде пуштај мене, имам сестра што ме жали. Трети овчар и се моли, ајде пуштај мене, имам мајка што ме жали.
Прекрасно. Серафина, ти благодарам за оваа дружба пред камерите, а позитивната енергија и дружењето ќе го продолжиме на некоја од нашите планини Се наскоро. надевам дека ќе се дружиме повторно заедно и ќе чистиме нашата прекрасна природа. Фала ти уште еднаш, ми беше задоволство. Задоволство, поздрав да сите.